Сумирање на резултатите од иницијативата да одгледуваме повеќе пченка имаше денеска на средбата помеѓу фермерите од регионот и Центарот за развој на Вардарски плански регион, заедно со проектот за експанзија на мали бизниси, финансиски поддржан од УСАИД и швајцарската влада. Преку овој проект 15 земјоделци од регионот добија системи капка по капка за одгледување на пченка. Проектот е во вредност од околу над $400,000 оваа година. Инаку тоа испуштив да кажам дека ние сме исто блиско соработуваме и со владата на Република Македонија, со Министерството за земјоделство и во соработка со нив ќе почнеме на спроведување на програмата, националната програма за финансиска поддршка на развој на развој на земјоделство и рурален развој во делот на набавка на системи капка по капка за пченка и за сончоглед, каде што очекуваме дека и сумата алоцирана ќе биде повисока за оваа година. Се со цел повеќе земјоделци да можат да ги набават системите преку оваа програма. Така да комбинирано со нашата поддршка очекуваме тоа да биде значително повеќе во однос на минатата година и очекуваме дека во наредните 5 до 6 години ќе се направи, како што кажав, значителен исчекор во подобрувањето на условите за одгледување на пченка и сончоглед во Република Македонија. Поддршка на овој проект даде и велешкиот градоначалник, кој е председател на Советот за развој на Вардарскиот плански регион. Секој систем кошта негде околу 2.500 евра. Исто во моментот на реализацијата на овој проект, кога ги согледавме првичните резултати, можевме само да изразиме задоволство и тоа го изразуваме и јавно сега и официјално, затоа што само два примери би навел. Во околината на Велес добивме принос од 12 тона по хектар, додека просекот е негде околу 3,5 тона во Велешкиот регион, а додека во Росоман, општина Росоман, поточно во Камендол се доби 17 тона по хектар, а таму е приносот негде од 3,5 до 4 тона. Фермерите кои беа фатени со овој проект велат дека истиот веќе покажува позитивни резултати. Одгледувано 25 грла крави. Ова година има исто систем капка по капка добиено од УСАИД програма. Резултати одлични испадна, негде постигнаме тонажа околу 15 тона по хектар, што без капка достигнуваше негде до 5-6 тона. Презадоволни сме, многу малце време ни одзема системот, што се вика, шпараме и време и наводнување. Така речиси, многу е фина работа со систем капка по капка. Со такво работење некако сме презадоволни. Иницијативата ќе продолжи во наредната 2015 година со цел да се зголеми продуктивноста и домашното производство. Од оваа година со системи на наводнување ќе се финансираат и производители на сончоглед.